Емисијата Астрорум е вистинско уживање, бидејќи тука доаѓаат луѓе кои што знаат да разговараат, најчесто знаат да разговараат на различни теми, луѓе со габарит без разлика на возраста. И јас вечерва имам честа да разговарам со професор доктор по философија Ристо Солунчев. Нема на почеток да откривам, бидејќи слушнав и самата многу нови нешта откако се немаме видено, а најновото е дека тој се уште и студент, без разлика што во една област е професор доктор. Добре дојдовте во Астрорум. Добре ве најдов. Драго ми е што сум гости на вашата емисија. Поздрав до сите гледачи. Бидејќи некако се движиме низ разговорите хронолошки, можеби нема да ве прашувам од каде таа голема љубов за уметноста, науката, но пред се за музиката. Се сеќавате кога првпат почнавте да свирите некој инструмент? За оние кои што не се сеќаваат, вие сте дел од, би рекла сега веќе, антологискиот оркестар Пеца Танасовски, наследниците на големиот мајстор на гајдата Пеца Танасовски. Па да, конкретен инструмент сум фатил тогаш, значи на 16 години. Кавал и гајда, иако по мајчина страна имам потекло оддолнени еден дел, така што и некакви си... Генетски. Да, конекции роднински со фамилијата на Пеца Танасовски, но прв пат инструмент ме заинтересира на 16 години, тоа беше една философска состојба кога се запрашував како кој е патот кон автентичноста. Бидејќи претходно се занимававме со хип-хоп музика и хип-хоп музиката беше главно заснована на користење на помагала кои што не се номинално инструменти, како семплери, грамофони, ритам машини и потрагата по автентичност во музиката, во изразот некако ме доведе во една комуникација, тоа се сеќавам на една средба, јас како детиште од 5-16 години со Златко Ригјански, кај сегашниот отец Никола од Мариово, тогашен Игор Жири, кај него дома, значи во еден муабет со Златко Ригјански, Лола Штајна, Анастасија, сепа ме заинтересира автентичноста и основата на оригиналноста. Всушност оригиналноста е многу, да кажам, поим кој што многу лесно се користи, да кажам, во човечката цивилизација и веројатно западната философија и цивилизација е задолжена, тоест има улога во поставувањето на поимот на автентичноста врзан со субјективноста како клучен поим во развојот на цивилизацијата, културата, уметноста, додека на истокот има поинако значење, иако и токму поради таа истурена идеја на субјективноста не може убаво да се согледа дека оригиналноста е секогаш во врска со некаква традиција, дури на Западот, и со некакви си објективни структури во уметноста, кои што никаде никој не може да ги превозмогне, мора да се заснова на нив. Така што во потрагата по таа субјективност ми се чинеше дека оригиналноста мора да се заснова на некаков објективен јазик, некаква преддадена структура, предрефлексивна структура, значи некаков тип на музички јазик. Именно подоцна контактите со Душко Димитровски ми ја разјаснија таа идеја и
тоа е негова всушност идеја. Гледам дека некои од на пример Вера Милошевска, кој што беше дел од Пеца Атанасовски, во неколку интервјуа знае да спомне идејата за македонски музички јазик, а при тоа да не реферира дека тоа е идеја од големиот музиколог од македонската радио телевизија Душко Димитровски. Така што потрагата по автентичност и по еден јасен субјективен израз во музиката ја отвори вратата кон изучување на основите на можниот наш современ македонски музички јазик и на тој начин бевме просто се упативме дел од нас, меѓу кои беа луѓе главно од рок-н-рол сцената, таму беше и Смилен Димитров од САВ, и некои други луѓе кои што буквално почнавме да ги изучуваме изворните инструменти и преку нив да изучуваме изворната наша музика, тогаш кај апсолутно кај Пеца Атанасовски, Никола Цветковски Калджијата, подоцна Вања Лазарова, тука апсолутно многу нешта од неа научивме, иако беше поврзана со пеењето, но сепак нема подобар начин човек да научи како се свира тезги, освен да ги слуша нејзините езги вокални. Апсолутно. Да. Така што имаше големо влијание. Така што тоа беше патот кон изучувањето на инструментите и музиката што е заснована во некакви си објективни структури. Интересно е дека вашиот пристап е научен. Обично за изворот се фаќаат по интуиција некаква, а вие промислено пристапивте да изучувате музиката, доаѓавте од имавте еден бекграунд, иако не знам дали може да се нарече раперски, кога бевте многу повеќе од тоа, многу по-прогресивни во идеите и во вашата појавност беше раперска. Всушност тоа е интересно. Првиот концерт со оркестарот Пеца Атанасовски е во истата година кога и првиот концерт на Чиста околина. Значи ние паралелно ги возевте двата колосека. Да, значи паралелно се облекувавме во народни носи, свиревме изворна музика, обидувајќи се да ја свириме апсолутно автентично или автентично и на некој начин во духот на незиното отклучување од овие големи луѓе што ги спомнав, Пеца Атанасовски, Никола Цветковски, Миле Коларов, Ангеле Димовски, тие тројца Кавалджи, Мефил Сакипов, Музафер Махмуд, значи тие клучни музичари на тој оркестар во македонската радио телевизија. Така што но и паралелно автентично бевме на сцена и изведувавме рап песни од тогашниот бенд Чиста околина. Така како беше просто чувството да се биде дел од некој таков бенд? Јас се сеќавам на чувството. Бевте гледани чудно, од каде сега таков вид на музика не можеше да се стави во било која категорија, да, штом рецитирате зборови, тоа значи дека е рап, но вашите текстови денес звучат многу револуционерно. Мислам и во денешен контекст. За некои може би звучат револуционерно, за мноштвото рапери во Македонија звучат глупаво, безсмислено, без никаква поента, без никаква порака. Но тоа е тоа, ние растевме со надреализмот, растевме со Монти Пајтон и бидејќи во тоа време рапот не беше пат кој би те довел до некаква слава, туку беше потполно авангарден израз, иако веќе имаше добри десетина години на светската сцена, се пробиваше и веќе беше етаблиран израз, да кажеме, во некои кругови. 90-тите години, 91-а во Македонија, се уште добиваше на израз и беа потребни околу добри 7 до 10 години додека не стана дел од, условно кажано, некаква мејнстрим сцена. Тоа значеше доста позитивни работи за хип-хопот и рапот, но и доста негативни, што доаѓаат со секој тип на индустриализација на одреден вид на уметност. Така што да, тоа беше чудно време, ние, мислам, појавата беше де факто на Чиста околина беше кич. Не, се трудевме мислам, како човек тоа да го гледа, сепак на 16 години дали е човек доволно зрел да може уметничкиот израз и сопстената појава да го преточи во како уметник да ги но самиот рап и самата естетика, знаете, тоа е, да кажам, некоја спонтана естетика, носењето патики, тренерки, не е
ствар на некој план, што туку едноставно тоа е начинот на кој што, да кажеме, њујоршките афроамериканци се облекуваат. Тоа беше облека за сите, тоа е рапот и тоа е неговата сила што доаѓа од сиромашните делови на Њујорк и преградија, кај што афроамериканците и порториканците и пристапија на музиката мощно свежо, значи користејќи ритам машини, во исто време грамофони, готови плочи од други автори и почнаа да ја деконструираат музиката околу себе, така што во основата рапот на почетокот не е врзан со ниедна, да кажем, условно е врзан со фанкот, преку свирењето на инструментите, преку Grandmaster Flash, но има една друга струја што е по мене побитна и пореволуционерна, именно струјата на диџеите. Значи со песната Sucker MC со Run DMC 1983, каде што се расчистува со фанкот како појави, инаку апсолутно се семплуваат, почнуваат, но се семплува се живо и диво, се семплуваат и рок н рол, и джез. И така што рапот нема една форма, туку е доста слободен, затоа што е по мој мислење еден постмодернистички вид и пристап кон уметноста, каде што се деконструираат, се прават печворк од други. И сега тоа е укинато, бидејќи современите текови очигледно покажуваат дека треба да се плати тоа што ќе се земе од друга плоча и не може Вас ве гледа чудно кога бевте во Чиста околина, можам да замислам како на вашите фанови им изгледавте кога влеговте во носи или во стилизирани носи во Пеца Атанасовски, како се изборивте со тој трансфер? Па да, луѓето мислеа дека кога ќе не видеа во носи мене и брат ми, кој што продолжи после и со Мозаик, не гледа кога ќе се појавивме во носи со тапани гајди кавали, знаејќи не од каде доаѓаме, нели, онака. А таму и Владимир професор Владимир Мартиновски беше, Смилен Димитров од САВ, потоа тука е Дејан Спасовиќ, значи. Да. Кеманџија, да. Да, и мултимедијалец, исклучителен скулптор и дизајнер. Така што ние бевме урбани деца и се им беше чудно како откаде опинците. Да, во опинци и во носи. Мисля дека се фолираме, кога ќе излеземе на сцена, ќе се фолираат, но кога ќе почневме да свириме, сваќа сериозно дека и пристапуваме на таа музика, која што за нас беше едно откровение, бидејќи најнаше као враќање дома. Значи, сваќаш дека тоа исто кога да би се укинал македонскиот јазик и овде да се воведе англиски јазик. И тоа е, мислам, може тоа некој плански да го направи, од сега натаму со декрет тоа го правиме. Но во однос на музиката, бидејќи не постои именно говорниот јазик постои во два вида. Постои како јазик во употребата и постои како јазик кој е преточен во проза или поезија. И са бидејќи постои говорно, тоа би било чудно, но во однос на музиката која што постои само во уметничка форма, само така постои тој јазик, нема употреблива форма. Може, мислам, апсолутно да се користи музиката и во некаква употребна вредност и смисла, но бидејќи постои само уметнички, ние апсолутно човек не сваќа дека му е укинат тој јазик. Бидејќи ако требаше да се работи нешто, се знае, тоа се музиките кои што се измислени на друго место и се знае. Или си народњак, или забавњак, или взимаш оно што е актуелно во светот, дали е тоа джез, рок н рол. И тука беше проблемот, бидејќи автентичноста, како што реков, не е само луѓе мислат дека е тоа, дека човек измислува јазик. Не можеш да измислиш јазик, можеш да измислиш песна. Јазикот не можеш да го измислиш. Пишуваш на некој јазик. Значи, можеш да решиш да пишуваш добра поезија на англиски јазик, немам проблеми со тоа. Или на било кој друг јазик, но пишуваш на некаков јазик што е некаква структура во на Клод Левисовска смисла, во смисла дека го затекнуваш и всушност самата структура и можностите на тој јазик те определуваат тебе како творец. Значи, Моцарт просто компонирал така оригинално, но тој бил апсолутно заснован на некакви објективни логосни, да кажам, структури на музичкиот јазик што тој веќе го затекнал. Значи, се чини дека многу добро си ги реализиравте афинитетите во последниот филм, делото
кој што се создаваше со години заедно со Блаже Дулев. Вие сте сценарист на документарниот филм за чалгијата, едноставно наречена Cave, заради повеќе причини. Јас прочитав, за жал се уште го немам гледанов филмот, но многу ми е јасно и многу се радувам што сме на истата линија на гледање на нештата. За многумина чалгијата значи еднакво на Турција, турско влијание, но вие докажувате конечно, практично, она што и јас го мислев дека таа е автентична. Македонската чалгија, велешката чалгија е автентична и како таква не постои никаде во светот и напротив таа датира од многу порано. Персија, Византија, па после доаѓа турскиот филтер и Да, тоа е чалгијата кога влеговме во изворната музика. Чалгијата ни беше, веројатно може треба и човек малку повеќе да се озре за да ја разбере како феномен. Може би поради користењето на виолината и кларинетот во прво време не ни беше доволно изворно. Може би не потсеќаше на оние понови оркестри во кои што има хармоника, индустријски кларинет, инструменти, хармонизација. Тоа како што беше нели по културното уметнички друштва, бидејќи тоа не одбиваше, значи во многу нешта македонската традиционална култура многу квалитетни луѓе ги одбиваше незината презентација во културно-уметнички друштва, како сето тоа изгледаше и веројатно создавањето на турбофолкот и новокомпонираната музика во Македонија и ужасното спојување на народната изворна музика со така наречената ново создадена и ново компонирана песна, се уште луѓе тоа го прават. Што е најстрашно, некогаш и преку семплови од синтесајзер, гајда, зурла, редовно. Но целосно тој процес на ново компонирана музика е фаличен во многу наврати. Сум го покажувал тој, не сакам сега на апсолутно... Да го трошиме разговорот на негативни. Така што, но подоцна главно иницијативата во Пеце Атанасовски за отварање кон чалгијата беше на мојот брат Веле Солунчев и на Дејан Спасовиќ. Значи, ми беа двајцата кои што сметаа дека мора да отвориме поглавје во Пеце Атанасовски, кој што ќе биде отварање и кон таа, да кажеме, староградска традиција, бидејќи изворната музика беше музиката што доаѓаше од македонските села и сега во градовите се формирала одредена староградска музика, значи од 20-тите години на 20-тиот век влегуваат западните состави со контрабас, со мандолини и тука влегува тој западен начин на хармонизација. И тука се создаваат исклучителни песни од тој тип, но чалгијата е од она постара традиција која што се може да се смести во она што клучни етномузиколози и музичари од истокот го нарекуваат класична источна музика или макамски свет, свет на маками, свет на тие стои нешто образци, скали, подсистеми во кои што ти ја образуваш музиката, динамиката на една музичка фраза или на едно музичко дело. Така што со овој документарец, всушност, тука јас не знам да свирам чалга, значи не сум ги свирал тие инструменти, не мислам дека треба се живо и диво човек да свири, затоа што мислам дека тие луѓе што доаѓа и се фали дека знае да свири 10 инструменти, всушност не знае ни еден инструмент да го свири како што треба. Но ме интересираше теоретски, философски, чалгијата, оти во неа го има она што го кажав за тоа дека нашето на онтолошко битие на овој народ, она што овој народ е, најдобро може да се согледа во мелодиската, тоест во отвореноста на нашето мелодиско битие и тоа клучно може да се види најјасно во всушност чалгијата, во тие во таа традиција на македонските градови, на дел од македонските градови. Велес, Охрид, Велес, Скопје, Битола и Охрид. И тоа сите имале своји специфики, дури не може ни да се каже збор дека има еден унифициран стил на тие состави, туку се неверојатно различни. Например, имате голема разлика, ми се чини велешката и скопската традиција биле поблиски. Да, и заради географската блискост. Да, и биле можеби поверзирани, да кажам, во макамите. Биле поверзирани во макамите, во смисла ја познавале и
отоманската турска класична музика на Истанбул, додека, например, битолската чалгија апсолутно, например, специфично за неја што имало тапан наместо таравука, бидејќи тапанот полесно ги отцртувал чекорите и движењата на играчите, додека охридската чалга има неверојатна една медитеранска звучност, која што е различна од велешката чалга, но во основата тоа е монофонична, модална музика, значи која што практично нашата чалга рефлектира она што се случувало, да кажеме, 19 и 20 век во Цариград. Тековите таму, значи борбата на султаните со сопствена традиција и западнизацијата што се обидувале да ја направат, па почнуваат влегуваат кларинетите прво во турскиот воен оркестар. Дали да се тргне кон во 20 век тргаат и тие за време на Ататурк прават некои обиди за создавање на хармонска музика со пијана, но во основата тоа е монофонична или припаѓа на тој широк источен регион и како што може да се зборува за една класична музичка традиција на римокатоличкиот запад, така може да се зборува и за една класична источна традиција. Еден класичен универзален музички систем на истокот. Чалгијата е дел од тоа, но таа е автентична затоа што е во основата тие знаеле да свират и пештрефи, и семаи, и знаеле да свират и класична музика, но инструменталистите овде секогаш биле сомешани етнички состави, значи имало роби, македонци, состав. Апсолутно. Значи тие знаеле да свират кај беговите, знаеле да свират и класична турска музика, значи свирале велешката чалга свирале кај султанот, значи очигледно добро познавале музиката, традиција, но во исто време свирале и народни песни и во чалгијата всушност има една исклучително оригинална мелоритмика што не можете да најдете во најдете друг состав, да, апсолутно ниту во арапска во традиционалната музика перзиска има многу допирни точки, но зборам за класичната традиција, затоа што овие луѓе тука не се соочиле со персиска, арапска традиционална музика, туку се соочиле со култната музика на Цариград, бидејќи Цариград до 20-тиот век имал само класична музика која што била создавана во три центри. Тоа биле сараите на султанот, тоа биле сите композитори, значи не било тоа било кој дворска музика, суфите, дервишите, потекињата и што е куриозитетно, многу интересно, протопсалдите и ламбадариите, тоест музичарите на Константинополската црква. Биги тоа е интересно што тие композитори... Тоа може да даде многу одговори на ова што се бориме ние со црковната музика и врската на световната и црковната. Тоа е истата музика и тоа е интересно како го кажа тој протопсалдот на Цариградската црква Панајотис Неохорити што е сега таму и вели практично византиските композитори кои не биле само грци. Туку имало и словени, имало и ерменци, значи кои биле композитори на дворската византиска музика, на византиските цареви, паралелно компонирале и богослужбена музика. Кога дошле турците, значи тие веќе имале наследство, самите турци не донеле, туку наследиле музика. Имено донеле затоа што мноштво од она што го нарекуваме арапска ренесанса, мноштво од авторите и философите кои што биле дел од арапската ренесанса се и персици и турци. Значи тоа е еден амалгам, веќе создаден, турците ја носат таа музика, но во допир со византиската музика, тие ја создаваат кога се населуваат во Истанбул, она што може да се нарече последната фаза од макамскиот свет, како најсовршена фаза, тоа е отоманската класична музика. Нашите, сушност, се напојувале паралелно со византиските гласови, инаку глас е малку поширока структура од макам, така што во еден глас има по 3-4 маками во употреба. Така што иако има 8 гласа во црковната музика, јас со моето скромно познавање избрав околу 32-3 макама во византиската музика. И апсолутно нашата чалгија не кореспондира целосно со турскиот систем во кој што има преку 100 маками, но со тие 30 маками апсолутно
затоа што и мноштво чалгаджиите знаеле да бидат и салти во црквите. Значи да ја користат византиската музика и тоа е она што сакам да го кажам, значи самиот Панайотис што го кажа. Значи тоа е интересно, вика, композиторите на византиската црква од Цариград во време на Отоманската империја продолжиле да компонираат богослужбена музика, но истите тие композитори што пееле во црквите и компонирале богослужбена музика, пишувале отоманска класична музика. Семаи, пештрефи, значи тоа се форми во отоманската класика, затоа што немало потреба да прават паралелизам, да кажат еве сега ние ќе продолжиме дворската византиска музика, затоа што тие биле убедени дека отоманската класична музика е посовршена фаза и продолжение на византиската дворска секуларна музика и затоа истиот човек што компонирал во црква, после се дружал со дервишите, свирал неј и компонирал отоманска класика. Има фантастични дела од црковни композитори во рамките на отоманската класика. И сега нашите со тоа се напојувале, тоа е таа отвореност на нашето мелодиско битие и едноставно си обкружен со совршенство, со логоси, просто нема кај да бегаш, мора твоето битие да вибрира музички. Имаме ние постојано влегуваат во колизија прогрчките и просрпските научници и имаме еден осмогласник од Ортаков и од Сотир Голабовски, професорот Јане Коџабашија има свои тези. Мислам дека автентичното толкување многу повеќе кај Јане Коџабашија, бидејќи кај Сотир Голабовски има обид кон некаков тип на македонски осмогласник, така да што не постои. Значи, се знае каков е осмогласникот и треба човек да се заснова на факти, на документи. Значи, документите покажуваат дека во ниеден пишан извор од луѓе од Македонија во 19 век, таа музика не се нарекува македонска, ниту бугарска, ниту грчка, туку се нарекува црковна музика или источна црковна музика, музика на великата црква од истокот. Значи тоа е дефиницијата и како што и многу турски музиколози инсистираат дека треба многу повеќе да се зборува за отоманска музика. Турска музика апсолутно постои, традиционална и таа е во врска со отоманската, но отоманската музика на композиторите. Како што и византиската музика е музика на композиторите. Таа не е народна музика. Значи, ако е народна музика, тогаш би можела да ја фолклоризираме црковната музика, но таа е апсолутно култна музика, класична музика, како што не подлежи бахна на фолклоризирање, исто така и овие напеви од црковната музика не подлежат на фолклоризирање, но во многу нешта таа култна музика, како е отоманската музика, биле во разговор со овие музичари овде од чалгите, бидејќи дел од нив биле и задолжени за пеење и многу наши стари песни кои што веќе се посвадбарени, уништени, ако се видат низ перспективата на отоманската класика и низ системот на Маками, ќе видите всушност дека потекнуваат од тој разговор со музичките текови на Цариград. Така што ме интересираат тие три дела на нашето музичко битие. Изворната музика, мислам, не може човек да побара да студира повеќе од тоа кај Пеца Танасовски, кај Вања Лазарова. Чалгијата изтражував чисто теоретски, додека со... Недостасуваше оваа коцка. Да, византиската музика ја изучувам нели практично и сум посветен на тоа. И како се во ова со вакви визии, преокупации, афинитети може да го врземе со Корчагин, од каде таа да го завршиме така разговорот, да се вратиме на почетокот, бидејќи непресушен извор на таленти, претежно во сферата на уметност, или да кажеме голем процент, иако таму има совршени во современите технологии, стручњаци, да. Во многу нешта оваа држава можеби функционира затоа што има исклучителни гениалци кои што знам, барем во мојот клас имаше барем 15 на гениалци кои што беа исклучителни. Ако дел од нив се посвета на уметност, јас знам дека исто би биле гениални и во уметноста, но многумина од нив се посветија на науката. На науката, нели, од доменот на математиката и природните науки.
И таму се исклучителни, но овој дел уметноста е битен затоа што е тоа всушност телото на духот кој што се пројавува интензивно. Значи, ова другото е делот кој што прави една држава да функционира. Тоа се, како да ви кажам, Тоа се механизмите, оние материјалните инстанции на една држава, инаку се распаѓа таа држава. Значи, ако нема економисти, луѓе што се во доменот на технологијата на функционирање на светот. Додека во доменот на уметноста ти всушност го пројавуваш сопствениот дух. Тоа е всушност материја што зборува. Значи и затоа можеби се поизвикани овие луѓе што останаа да се занимаваат, да кажам, со уметност во однос на овие други што беа и во многу нешто и погениални од нас што се занимававме со уметност. Но добро, тоа е корчагиње многу здрава. Само низ оваа емисија имаат поминато Ѓурче Ставлевски, Атанас Ѓургиев, Мирослав Масин, кои не од сите области успешни луѓе. Значи доаѓаме до заклучокот дека доброто образование битува иднина, она што не загрижува секојдневно, зашто говориме дека не знам, постојат гениални луѓе, меѓутоа се ставени во сенка и сега е еден период каде што царуваат оние кои што имаат многу повеќе други вештини од знаење. Знаете, како било која материја, не знам, ако не ја држите во фрижидер, не знам, ја ставите вака, почва да се распаѓа. Веројатно и штофот од кој што се направени македонците подлежи на исти такви наабење. Да, на распаѓање и веројатно е, јас тоа знам така да го кажам, едноставно веќе има лош штоф. Штофот е можеби за јамболија, а ние сакаме хот-кјоторе. Пустам од него да направиме. Свила. Просто мора нов материјал да се прави. А новиот материјал се прави во образованието. И кога ќе видите каков однос имаат сите власти кон образованието, сваќате со кој си имате работа. И просто е бесмислено човек да се надева дека било кој што бил на власт, што е на власт и што ќе биде на власт, дека нешто сериозно треба. Имено степенот на духот, не знам од кај ми е тоа, степенот на духот што се перципира е знак за духот што се има. Сега, нив да барате да перцепираат дух или да го видат духот, а при тоа тие го немаат, е потполно бесмислено. Значи, Охриѓани велат имат снемано материјал. Да. Треба да се прави материјалот, но образованието е буквално украдено. Како што е украдено се во оваа држава. И враќањето на луѓето што би требало со тоа да се занимаваат би барало сериозни реформи, веројатно би требало да почне со реформа на политичкиот систем. Политичкиот систем или доброволно би требало да се укинат политичките партии за да би дозволиле менување на политички систем, или со револуција, нема друг начин како би можело да се промени политичкиот систем, но мислам дека овде нема материјал ниту за револуција. Ја завршуваме тажна емисијата, иако можам да ви заблагодарам за многу корисни нешта што проговоривте овде и јас ви посакувам да ви се случуваат уште нови филмови, иако динамиката со која што ги создавате и студиозноста бара многу години, пак ќе чекаме следни 10-15 за нешто ново или може би нешто Па не, ве со чиста околина се надевам на напролет ќе има албум. Тоа е некој супер вест. Ќе биде трансгресивен некаков тип на повторно со ланци, со конзерви, со Не, тоа манрао, тоа. Па да, може рапирите се разочарани, мислеа дека сега после 20 на години едноставно еден од првите бендови би требало да биде најраперски што може, но едноставно годините што помина, не сме истите луѓе и сте акумулирале многу нови знаења. Да, и знаења. знаењата што ги имаме не ми дозволуваат. Просто објективните услови Време не за дозволуваат. рапери во опинци. Да. Тешко. Па, видите, тоа рапери во опинци, тоа не знам како ќе бидете функционира. доживеани. Иако, знаете, современите обувки се некој вид на опинци. Не мислам дека човек, ако земете од опинци го облечете у патики, дека сте го смели на неговиот штоф. Така што тој може и во најсовремени патики од 200-300 евра да го облечете, а да остане сепак оно што бил претходно.
За крај, како добри домаќини, литература МК секогаш на соговорниците во Астрорум им подарува нека книга. Ги споминавте Монти Пајтон. Вам не сме човек да ви подари нешто од областа на философијата, ќе најдете мана, не сме од областа на музиката, ќе ги побиете тезите, што се таму застапени, па можеби Џон Клис ќе помине најдобро. Кај вас? Па не, поради нели, почита спрема Монти Пајтон, бидејќи освен музиката, нели, ако го цитирам Ниче, нели, без музиката не знам како би ја издржал младоста, веројатно исто така без Монти Пајтон, заедно со музиката, прашање дали момците од чиста околина како би ја издржале младоста без Монти Пајтон, така што еве баш ми е драго што е ова книга од Џон Клис, исклучително го почитувам како автор, но и како мислител, бидејќи хуморот ја задржал на слобода на политичката некоректност. Значи, мислам дека доволно, можеби е време да се расчисти со политичката коректност, бидејќи догматот за политичката коректност е всушност идеален начин како да го сочувате статус квото. Мислам дека е созреано времето да се отвори едно министерство за смешенот. Да. Кога веќе ресорните не функционираат. Ви благодарам. Апсолутно, би се согласил за тоа. Ви благодарам. Благодарам.